Ирена Синадиновска од Тетовско Доброште периодов е со полни раце работа. Подготвува зимница, ајвар, кетчап, лутеница, джем. Се прави сирење, кашкавал. Сите производи на традиционален начин, кој не може да се спореди со индустриско производство. Ниту квалитетот, ниту вкусот, а цените се речиси исти. Во сезона прават дури по 1000 тегли. Ова е вели тешка работа која бара многу труд и ангажирање, но целото семејство ја работи со љубов. Ангажирани сме сите дома, значи од мене, од свекрвата, од синчето и сопруга, значи 4 члено семејство сме, помош од друга страна немаме, некојаш сум пробала дали од фамилија, дали од некого да побараш помош, нема, ни за пари, камоли за без пари. И тоа се снаоѓаме, тој што е способен и што решил да се занимава со било што, сам ќе се снајде. Синот Алексе има само 10 години, а веќе знае многу марифети во земјоделството. Детската игра на улица и седењето пред компјутер повеќе сака да го замени со помош и работа околу нивниот семеен бизнис. Желба му е да стане успешен земјоделец. Имам љубов кон оваа работа, сакам да ја работам. Најголем проблем на овие индивидуални производители на традиционална храна е пласманот. Како нивната храна да заврши и во маркетите. Токму на ова работи Агенцијата за храна и ветеринарство. Во иднина секој ваков производител ќе треба да се регистрира, за да може да продава низ пазарите и маркетите. Непочитувањето на прописите ни стана некако домаќена работа. Сега сите продаваат сирење кај ќе стигнат, некакви други земјоделски производи кај ќе стигнат и го сметаат дека тоа е нормално. Не е нормално, напротив е спротивно на законот и ние ќе мора да се прилагодуваме кон новите правила. Ирена се надева дека во иднина домашната и традиционална храна повеќе ќе се вреднува, а незините производи ќе добијат подобар пласман, но и дека многу други земјоделци ќе започнат ваков бизнис.